Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дубњак, а вие ја гледате во живо емисијата Правда и неправда. Тема на вечерашното издание е судското медиумско тело, кое функционира од септември минатата година и замислено е како тело кое што на некој начин треба да представува мост помеѓу судиите и новинарите. Морам да бидам искрена дека имав малку задршка околу изборот на темата, поради мојата лична инволвираност во судското медиумско тело, каде што од првиот ден сум практично првиот председател. Но со оглед на тоа што и мојата партиципација во телото е строго професионална, сметам дека е многу важно да ја објаснеме на јавноста зошто е ова тело толку посебно и уникатно и колку е тоа значено за унапредување на двете професии. Ветувам дека моето учество во вечерашнава дебата ќе биде исклучиво во функција на домаќин, а ќе им оставам повеќе простор на моите колеги и вечерашни гости. Им посакувам добре дојде на судијата Ѓорѓи Андонов веднаш до мене, колегата Васко Маглешов и Андреј Божиновски од Сдруженијето на судии на Македонија. Добре дојдовте. Ќе почнам од судијата Андонов, кој што доаѓа од Основниот суд во Штип и е представник, ако можам да кажам, на помладата генерација на судии. Она што сакам да го нагласам е неговата голема жртва вечерва, бидејќи пред малку разбрав дека е голем фан на фудбалскиот тим Барселона и со оглед на тоа што одиме во живо, го ценам неговото учество во вечерашната емисија и тоа што е тука, а не дома како навивач на фудбалскиот надпревар. Судија Андонов, ќе ве прашам околу тоа како го доживувате новинарството и новинарите, и колку тие се важни за работата на судството и на судиите. Пред се, добро вечер и благодарам за поканата. Чест ми беше да ја прифатам секако. Јас новинарите, еви овде се чувствувам доста пријатно меѓу вас и новинарите ги доживувам како една фела, како една професија со која што ние судиите мора да соработуваме со оглед на важноста на функцијата која што вие ја извршувате. И нашата работа, судиската работа, се пренесува преку вашите извештаи, преку вашите следење на нашите процеси и перцепцијата на јавноста, на граѓаните за нашата работа доаѓа токму преку вас. Од тие причини сметам дека вие сте доста важен фактор во целиот тој правосуден систем и ние сме неминовно осудени да соработуваме едни со други и се надевам дека денес зборуваме за една тема која што е зачеток на едно подобра соработка помеѓу овие две професии во иднина. Благодарам. Васко, ти си судски известувач и ова што го кажува судијата, морам да забележам, не беше баш така до пред некоја година. Ке сакаш ли да направиш и можеш ли да направиш една мала ретроспектива во односите на медиумите со третата власт, кои што не беа од секогаш идилични? Така, и се уште не се, меѓутоа се подобруваат, да. Добро, во секој случај постои една разлика и мора да се потенцира, особено годините, да речеме, не знам, 2013-та, 14-та и така натаму, кога, еве, например, како една паралела или можеби навраќање во минатото, имавме едно соопштение на Кривичниот суд во Скопје во врска со притворот на нашите колеги за Томислав Кежаровски, нашиот колега, дека протестот пред Кривичниот суд е вршење притисок врз судиите. Најголемиот кривичен суд во државата практично беше затворен за јавноста во еден дел. Се реферува некои соопштенија од кои што се оградува и самите судии. Потоа ние моравме да наоѓаме начини како да добиеме информации и така натаму. Јас тогаш се уште почнував односно на самите почетоци, меѓутоа по тоа време се сеќавам судскиот совет организираше една дебата насловена кој врши притисоци на врз судството. Излезе дека само медиумите се оние кои што вршат притисок, а не и останатите власти, што беше за очекување во тоа време.
Иако, да речеме и 2016, ако добро се сеќаваме и ме држи меморијата, и председателот на судскиот совет рече дека СЈО и медиумите вршат притисок врз работата на судскиот совет, што значи дека тој период може би малку и се развлекува, меѓутоа ми се чини дека основната идеја токму на судско-медиумскиот совет потекна токму од тука. Значи да се овозможи работата на судството да биде потранспарентна, повидлива за јавноста, баш поради овие ситуации кои што сега ги разговараме, и ми се чини дека ова тело кое што е младо, односно тек почнува неговата работа ефективна, ќе постигне својата цел, новинарите да можат непречено да известуваат, да ги добиваат информациите точно, брзо и навремено, да ги објавуваат секако нивните стори и поаѓајќи од тука да ја заокружиме онаа цел која што нас не, односно мисијата практично на судско-медиумскиот совет. Ти си помлад, јас имам малку подолго паметање, така, да не речам, да. Дека зад мене се повеќе од 20 на години работа на правосудни теми, и јас се сеќавам за тие години што ти ги спомна. Еве гледаш, не можам да одолеам да не се присетам на тој период, кога новинарите и судиите се доживуваа во најмала рака како непријатели. Беше една забележлив еден антагонизам и во неколку наврати дебатите што се организираа во тоа време, значи зборувам за тој период пред 2012 година, беа на многу висок тон искажани со меѓусебни обвинувања, бидејќи, колку што се сеќавам, новинарите ги доживуваа судиите и како еден вид сојузници и како дел од тој притисок што го вршеше власта врз новинарите преку тужбите за клевета. И наврата така да. Се сложувам. Во тој дел би сакал само да надополнам дека во една од првите работилници пред да биде формиран овој судско-медиумски совет кој што имавме во Охрид, дојдоа суди кои што практично прв пат имаа можност да седнат на иста маса и да разговараат отворено со новинарите, и ми се чини дека нивната перцепција пред и по завршувањето на тие работилници беше различна. Видоа дека навистина треба да бидеме сојузници на правдата заедно, а дека не сме антагонисти и непријатели во таа смисла. Божиновски ќе, бидејќи соработуваме и на некој начин Сдруженијето на судија логистика на ова тело, нема да ми забележат гледачите ако те условам со Андреј, бидејќи во нашите кругови како таков се знаеме, а не како господинот Божиновски. Како дојде до ова иницијатива за формирање на судско-медиумско тело? Чии искуства се користат со оглед на тоа што вакво слично тело нема ниту на Балканот, ниту пошироко во Европа, што го прави многу уникатно за овие наши простори? Најпрво, добро вечер, Гордана, до вас, добро вечер на вашите гледачи. Наистина ми е чест да учествувам на вашата емисија, имајќи го предвид дополнителното значење која таа го има во влијанието на правните текови во државата. Пред да одговорам на вашето прашање, морам да кажам дека за сега вие како председател на судско-медиумскиот совет се држите извонредно добро. За оглед на тие премрежја кои ги поминавме, вие сте за сега супер. Благодарам. Во однос на вашето прашање, во Република Македонија, потргнувајќи од членот 102 од Уставот, транспарентноста, иако се предвидува, значи транспарентноста, сите судови мора да бидат транспарентни, е проблем. Имаше многу проекти кои го адресираа ова прашање во држава, меѓутоа сите проекти беа некако полупечени. Навистина имаше многу ентузијазам на почетокот, особено со воведувањето на PR канцеларите на судовите, дека тие ќе се отворат конечно према јавноста, дека новинарите ќе имат пристап до соопштенијата, меѓутоа тогаш настанаа проблемите на употребувајќи тежок јазик према јавноста. Мислам, јавноста нема диплома по право, да се разбереме, и некои правни термини не можат да ги сватат. И не треба да има. И не треба да има, апсолутно. Треба тоа да биде обработено на начин што и просечниот би го она што велиме разберу. да биде точно, а едноставно. Идејата што е малку и тешко. Да, апсолутно. И врз основа на ова, морам само да напоменам дека идејата е втората компонента од проектот Сдруженијето на судишта го спроведуваше во соработка со амбасадата на САД. Првата компонента беше независност и отчетност на судите, а втората компонента беше транспарентност. Во таа цел, на Охридската конференција, што се организира во Охрид, годишната, традиционалната на Сдруженијето на судите,
Судија Джемали Саид имаше многу конструктивен разговор, нашиот председател, со судија Роберт Корди од Врховниот суд на Масачусетс. Конкретно вакви совети постојат само два суда во светот. Првиот е во Конектикат, вториот е во Масачусетс, а сега дополнително третиот е во Скопје. Меѓутоа, имајќи опреди позитивната америчка практика, не можеме директно да ја пресликаме во нашиот македонски правен систем, бидејќи сепак сме европска континентален правен систем. Во однос на тоа беше подготвена анализа од страна на Сдруженијето на судите и врз основа на таа анализа беше дадена правната основа на кој таков совет би можело да биде инкорпориран во нашата држава и да придонесеме кон јакнење на судската транспарентност преку неформално здружување и дискусија на судите и новинарите. Сметаме дека новинарите се клучна алка на судските предмети, не само високопрофилните, туку и обичните предмети, и тие мора да бидат вклучени во секоја фаза од постапката, бидејќи тоа е еден од принципите на правично судење. На кој начин или по кој принцип е составено ова тело? Малку повеќе околу тоа да кажеме. Судија? Составот на Судско-медиумскиот совет е избран, односно членови се новинари и судии. При тоа се внимаваше да се даде приоритет, односно предност на новинарската фела, со тоа што 11 члена од членовите се новинари, а 10 се од редовите на судиите и секако ви имавте и чест да бидете избрани за прв председател на ова судско-медиумско тело и со тоа се даде и се потенцира и значењето на новинарската фела во нашата работа. При тоа се внимаваше да бидат застапени по големите судови. Се мисли на 4 апелациони судови во Република Северна Македонија, судовите во Скопје, тоа се Скопје 1 и Скопје 2, граѓанскиот и кривичниот суд, и има членови практично суди. оние судови со кои што новинарите и најмногу соработуваат. И преку нив се создави перцепцијата за судството кај граѓаните и секако најинтересните и најголемите судски предмети се водат во овие два наши најголеми основни судови и останатиот дел од судиите кои што се членови се избрани по принципот на активност во Сдруженијето. Тие се препознаени од страна на Сдруженијето како некој кој што може да дадат придонес во работата на ова тело и како некој кој што ја препознава потребата од соработка со новинарската фела. Останатиот дел, новинарите, се избрани по принцип на медиумски куки. Сдруженијето имаше разговори и соработка со речиси сите поголеми медиумски куки во државата и тие членови кои што се денес во ова тело се делегирани од тие позначени медиумски куки во ова тело. Накратко ги баравме the best and the brightest, најдобрите. Во времето кога се појави оваа иницијатива, имаше и одделни реакции. Не премногу, бидејќи најголемиот дел од медиумите ја препозна иницијативата, но сега од оваа дистанца, колку сметаш дека беше вистинска одлука формирањето на телото? И може би заборавивме да кажеме дека учеството во телото е про боно, што значи членовите се ентузијасти и работат на она што мислат дека е добро и неопходно за двете професии. Одлуката беше навистина одлична. Времето можеби е прашање за дискусија, би можело да се случи секако и порано, меѓутоа нема лошо време за добри одлуки, така велам јас. Така што во таа смисла ми се чини дека допрва Судско-медиумскиот совет ќе ги покажува резултатите и ефектите од својата работа. Ние сме, како што реков и на самиот почеток, на самиот старт, имавме досега неколку седници, разговаравме за прашања кои што нас не интересираат и секако во таа смисла судиите заеднички беа тие разговори и донесовме неколку одлуки за неколку седници работа. Дел од нив јавноста секако веќе е информирана, за останатиот дел се во тековни
се тековни процеси за кои што допрва секако ќе следуваат и консултации, можеби и пошироки дебати, бидејќи да потенцираме дека Судско-медиумскиот совет, освен што брои 21 член, секако е отворен и за професори по право, и за адвокати, за обвинители. Секако не значи дека ние сме еден затворен круг кој што само ќе дискутира за одредени прашања, ни треба да ги слушнеме сите страни кои што се на некаков начин чинител во правосудството. Да. Андре, значи во времето кога се формираше ова тело и кога беше донесена формална одлука која што одеше на управен одбор на Сдружение на суди, можеш ли да ни кажеш кои се работите што треба да ги работи ова тело? Делокругот. Делокругот, затоа што една од првите работи нормално со која што се зафативме беше донесување на деловник. Да биде појасно која е всушност улогата на судското медиумско тело, бидејќи имам впечаток дека се уште има нејасноти и недоумици. Да. Интересно прашање, морам да кажем, и навистина е така. За да сватиме улогата и делокругот на работа на судско-медиумското тело, треба да се навратиме на извештаите на Европската комисија, поточно извештаите на Приве за напредокот на Република Северна Македонија, каде што се тврди дека имаме негативно странско влијание во јавниот медиумски простор во Републиката во однос на мисинформирање и ширење, пласирање премногу лажни вести, лажни информации, фейк ньюс во однос на високопрофилните случаи кои се однесуваат на СЈО, тогаш пред судовите. Тоа е еден начин, меѓутоа, кога на јавноста ќе се пласираат многу информации, многу е тешко да селектираш кој извор е кредибилен и кој извор не е кредибилен. Затоа составот, како што напомена судија Андонов, е на телото е баш таков да ги земи сите кредибилни новинари, чии текстови се издржани, новинари кои будно ги пратат состојбите во обвинителството, во судството и кои навистина се ентузијасти и сакат да го подобрат, сакат да ја подобрат перцепцијата и транспарентноста на судството. Главна обврска на делокругот на Советот е да се овозможи непречен пристап на новинарите за сите предмети. Не само предметите што се од висок профилен случај, туку и предметите на СЈО. Ние во Сдруженијето бевме многу оптимистични кога го направивме ова, бидејќи се уште се надеваме дека преку соодветен тренинг кој се спрема со проектите и соодветна обука, преку школите, школа за право за новинари и новинарска школа за суди, дека ќе постигнеме позитивен ефект. Нашата примарна цел како здружение е да работиме кон целосен пристап на новинарите во јавноста, пристап на камери во сумницата. Например, вие ќе се сложите, колеги, денес тоа со судскиот деловник е малку рестриктивно, чак и со одредбите на Законот за кривична постапка. Имајќи го тоа во предвид, една од надлежностите на телото е исто така да поднесува иницијативи за потенцијални законски измени. Значи, за сега, вие знаете, поднесовме иницијатива за измена на Законот за кривична постапка во делот на одредбите на транспарентност, што понатаму ќе се разгледува и треба да се прифати од влада, па подоцна треба да се прифати од собрание и да влези во законот како решение. Тие измени што ги прави телото, тие измени се однесуваат на овозможување поголема транспарентност. Сегашната одредба новинарите сами знаат не чини. Треба одлука, треба дозвола од претседателот на Врховен суд. Сега не е така. Сега претседател на суд одлучува за неговиот суд кој новинар како ќе влези, што и како. Подоцна на втор тапет се измените во судскиот деловник. За жал, се уште е комунистичко решение судскиот деловник, се уште се користат оние стари социјалистички финти на странката може да земи податоци за некој конкретен предмет, што во принцип се јавни, само доколку има правен интерес. Многу пати со колегата Маглешов го имаме дебатирано тоа, како е тој правен интерес, освен ако не си странка во постапката. Тој треба да биде јавен интерес, бидејќи јавноста има интерес во тој предмет. И други проблеми. Судија Андонов, долги години судиите користе една либи ситуација, тврдејќи дека не може да комуницираат непречено со новинарите, затоа што со новинарство се занимаваат луѓе кои што не се правници, кои што не ја познаваат правната терминологија, мешаат институти во правото. Дали сметате дека последниве години и во таа насока има некаков исчекор или
кажано на попластичен јазик, сметате ли дека новинарите, јас признавам дека треба уште многу да се работи и да се учи, меѓутоа дека многу поквалитетно од порано ја вршат својата работа и како да има една потесна специализација на еден поголем круг на и помлади новинари? Апсолутно, да, се согласувам со таа констатација. Очигледно и тоа е неспорно дека во последните години веќе се искристализираа неколку новинари, меѓу кои сте и вие, кои што навистина доста совесно и стручно ги пренесуваат судските процеси и биднувањето во истите. Факт е дека во минатото имаше и можеби и се уште има такви случаи да несоодветното пренесување или нестручното пренесување на околностите кои што се случуваат на една расправа или интерпретирањето на некои судски одлуки може да доведат до некои потешки или несогледиви последици. Јас можам да дадам пример во судот во кој што работам, бидејќи станува збор за суд со проширена надлежност, работиме во една помала средина од Скопје. Пред неколку години имаше случај каде што сите медиуми локални, а подоцна и на државно ниво пренесоа еден настан на доста несоодветен начин, иако постапката беше туку што започната. На тој начин веќе се стигматизираше обвинетиот и на тој начин се отежнува и вршењето на судиската функција, бидејќи ние мораме да внимаваме на презумпцијата на невиност. Секако дека сега веќе доаѓаме до ситуација каде што новинарите постепено, но сигурно ги осознаваат тие финеси, да речам, во известувањето, а со проектите кои што ги спомена колегата Андри и со обуките кои што ќе се вршат дополнително, таа состојба сметам дека ќе се подобри. Сакам само да нагласам дека вие ме прашавте во првиот дел на прашањето, нели, за односот на судиите спрема новинарите. Јас секогаш велам дека ние мора да бидеме самокритични, мораме да признаеме дека имаме слабости во нашето судство, во нашите редови, се со цел за да можеме да ги коригираме тие работи. Една од тие слабости беше токму и да условно речено несоработката, односно некооперативноста со медиумите, непрепознавањето на медиумите како фактор кој што може да ни помогне ефикасно да извршуваме нашата функција. Сметам дека тоа веќе се менува полека, но сигурно. Веско, како да се постигне тој баланс помеѓу она што представува јавен интерес, тоа е јавноста да знае, да биде информирана, и почитување на некои принципи кои што значат да не се повреди принципот на презумпција на невиност и така натаму? Ми се чини дека е многу фреквентен тој поим презумпција на невиност. Јас скоро и да не се сеќавам некои од нашите колеги кои што известуваат, никого да осудиле во текст. Секако се почитува, се внимава дали некој е осомничен, дали е некој обвинет, дали е осуден, дали е правосилно осуден и така натаму. Секако има исклучоци, говориме обопштено. Меѓутоа, ми се чини дека балансот колегите што работат правосудство го знаат. Точно во која фаза од постапката, од кривичната постапка може нешто да се открие, до кој степен, и ако имаат информации, тоа може да го направат во позавиена формат, секако добиват, меѓутоа да не наштетат на самата постапка. Конкретно еве во праксата имавме различна, како да речам, различен начин известување, кога специјалното јавно обвинителство објави, да речеме, 6 нови истраги, ги објави осомничените со име и со презиме. Практиката на обвинителството за гонење организиран криминалот и да одат со иницијали. И сега кој ќе кажете лицето НГ, председател на политичката партија ВМРО-ДПМН, веќе сосема јасно дека сте го скицирале ликот на осомничениот, сакам да речам дека треба можеби да се унифицира таа пракса и од тука ова е едно од прашањата за кои што секако треба може да разговараме на едно од следните седници на Судско-медиумскиот совет. Андре, во еден период се доби впечаток дека многу беа популарни отварањето на канцеларии за односи со јавност во судовите, меѓутоа и тука е различна праксата и има судови кои што кубурат и со основни работи за нормално функционирање, додека други судови, се разбира, имаат и канцеларии. Колку тој нееднаков сооднос во она што значи канцеларии за јавност, или колку е тоа доволно за да
велиме дека принципот на транспарентност го задоволил судот. Ова што вие го зборувате беше една од наодите на анализата која Сдруженијата ја продуцираше во однос на предсоздавањето, што беше тема за создавањето судско-медиумскиот совет. Имаше тие проекти се успешни, мислам, немојте ме сватите погрешно, проектите се доста успешни во однос на прв пат се етаблира канцелари за односи со јавност во судовите. Идејата за цел тој проект е фантастична. Тоа не функционираат. Не функционираат. Тоа ми беше мојот следен коментар. Единствено функционираше можеби канцеларијата на Основен суд Скопје, бидејќи навистина во однос на истражувачки цели, на други цели секој пат даваја, можеби не до крај точно, меѓутоа не до крај податоците кои се барат, меѓутоа беа достапни, даваја податоци. Да, но во еден период ќе се присетиме дека постоеше и злоупотреба на тие канцеларии за односи со јавност, што многу зависи од оној што менаџира со судот или со председателот на судот. Па на некој начин какви се неговите релации со медиумите се пресликува и врз работата на канцелариите за односи со јавност. Да, и конкретно тие канцелари за односи со јавност, замислата беше тие да бидат сервис на граѓаните, сервис на јавноста. Јавноста за подобро да се запознае со одлуките од интерес, пресудите од интерес секако и ниско и високо профилни случаи. Меѓутоа, тоа не беше така во практиката. Во практиката само се ставија знаци однос кон канцеларија со односи на јавност, на канцелариите и тоа беше толку. Се заврши сето тоа, немаше обучен персонал. Персоналот кој беше таму беше службен персонал, стручни што не име работа тоа, стручни соработници што не име работа тоа, ниту пак таму требаше да бидат новинари, луѓе кои имат новинарска школа, новинарски студии, кои се спремни да ја известуваат јавноста во однос на секој барање, кои знаат целосна комплексна судска пресуда, да ја срочат во неколку реченици, да ја предочат на јавноста со минимум влијание и мешање во работата од страна на председателот на судот. Една од клучните приоритети на реформата, дозволете ми да го адресирам и ова прашање, што како еден од заклучоците што Сдруженијето за суди на Република Македонија го даде, естаблишментот на Сдруженијето, беше на намалување на функцијата на председател на судот согласно мислењето број 5 од консултативниот совет на европските суди. Тој е администратор, ништо повеќе, тој не диктира политиката на судството, секој судија се носител на судската власт и сам се диктира политиката како тој или таа ќе ја спроведе. Таа позиција на председателот на судот, ќе се согласите, многу се злоупотребуваше во изминатиот период, бидејќи дел од судиите и за најобична изјава, па и дури за нивниот предмет, реферира на председателот на судот за потребата од специјална дозвола за да говорат во јавноста. Има ли можности тоа да се надмине и да одиме чекор понатаму кон она што значи вистински носители на судска власт? Да, како што забележувате, Гордана, составот на судско-медиумскиот совет се председатели на судови, на основни судови и председатели на 4 апелацијски судови. Заедно со новинари, тие дискутираат за клучните прашања кои се од заеднички интерес. За прв пат. Нема потреба од дописи, нема потреба од јавувања, инфлагранти, јавувања кои се инкогнито. Не, конкретно имат платформа каде може тие работи да ги дискутират. И во однос на тие неформални дискусии, затоа и целата идеја околу советот е да има light touch. Не може да донесеме обврзувачка одлука, кој сме ја донесеме обврзувачка одлука. Меѓутоа, со неформални одлуки на советот, помеѓу разговори, помеѓу судите и новинарите за прашањата, се гради таа така наречена политика на транспарентност, што ни беше една од целите во анализата зашто го создадовме ова тело. Директно новинарот да праша прашање на председателот на судот во однос на конкретна ситуација, зошто не може камери, зошто се донесе таа одлука. И тој е должен да одговори. И тоа е таа неформална платформа што ми дозволиш, Гордана, во тој дел сакам да потенцирам дека праксата е секако различна, посебно за добивање информации.
Во некои од судовите има назначено портпароли, тоа се наши колеги кои што ги даваат информациите, во дел од во некои од судовите тоа го прават самите судии. На последната седница на Судско-медиумскиот совет донесовме една одлука да упатиме некако за заклучок, ете така, да го информираме практично апелацијниот суд во Скопје дека очајно ни е потребно лице за односи со јавноста, затоа што некогаш судиите се на судење, па не може да одговорат на повиците и така натаму. Од друга страна, нас информацијата ни треба што побрзо, односно во моментот кога сакаме да го објавиме текстот. Тоа секако не би требало да биде по неколку дена и така натаму. Тогаш веќе самата информација можеме од друго место да ја добиеме, меѓутоа точност е доведена во прашање со тој однос. Така што сакам да речам, праксата е различна и во тој дел на известувањето на јавноста има простор за да се подобруваат нештата. Кривичниот суд во Скопје има еден портпарол и таму има потреба од подобрување, затоа што еве на пример имаме рочишта за притвор кои што траат до 23 до 24 часот. Портпаролот работи до 3,5. Сега на кого да му свртите на полноќ за да ви даде информација дали има решение за притвор? Па вртите по обвинители, па вртите по адвокати и така натаму, така што има во тој дел простор за подобрување. Да, во овој момент се добива впечаток дека се зависи и од отделни судии и нивниот однос кон јавноста. Судија Андонов, фокусот некако е на скопските два суда, особено на кривичниот суд. Како е да се работи во суд во внатрешноста, условно кажано? И колку судиите еве во вашиот суд се подготвени да го прават она што во последниве месеци го прави, да речеме, Скопскиот кривичен суд со јавно изрекување на пресудите, дури во живо се изрекуваат пресудите. Разбирлив е интересот на јавноста за случувањата и судењата кои што се случуваат во најголемиот кривичен суд во нашата држава. По однос на работата во условно речено помалите судови, основен случај е суд во кој што доаѓам јас, можам да кажам дека секоја работа има своја специфика и тежина. Работата во помала средина носи други, како да кажам, предизвици, со тоа што секоја судска одлука се одразува директно на населението во кое што и ти живееш непосредно. Секако дека колегите кои што се во помалите судови се подготвени и тие да ги применуваат овие придобивки од соработката со новинарите и со медиумите во оние случаи каде што ќе има јавен интерес. Неспорно е дека во тие помали, условно речено, судови нема случаи од таков висок профил кои што би биле можеби интересни за пошироката јавност, но во оние случаи кога е имало такви предмети, секако се постапувале доста професионално. Друга работа е дали нашите судови се доволно опремени и технички за да може да одговорат на таквите задачи. Голем дел од судовите имаат помал број на судници кои што не се опремени со опрема за аудиовизуелно снимање и тоа е еден од предусловите пак за да може да се изврши и таа функција на пренесување на судењата. Јас колку што сум информиран и тоа ме доста радува, има еден, ако е тоа точно, Андри може би подобро знае, проект во Основен суд Кавадарци, за тоа сум информиран од колегата Нанев, дека се работи да може да се пренесуваат судењата дури директно и на интернет, што е за поздравување и тоа е нешто кое што јас го заговарам веќе неколку години, бидејќи само на тој начин ние ќе го редефинираме концептот и терминот јавност. Доколку до сега јавноста ја сваќавме како јавност која што е присутна во нашите судници или преку новинарите, ние сега имаме предизвик и можност преку новите технологии судниците да ја донесеме до пошироката јавност, пред се имајќи предвид дека младата популација, тие растат со новата технологија и се доста запознати со функционирањето на истата и на тој начин ние ќе станеме и потранспарентни и јавноста ќе не запознае подобро и самите суди и текот на судењето. Дозволете ми само, ако може да го надополнам судијата во однос на делот на транспарентноста. Една од одлуките кои се за поздравување одлуката на судот во Скопје, кривичниот суд во Скопје, која произлезе баш како резултат на овие дискусии што се водат во Судско-медиумскиот совет,
за одржување на неделни прес-брифинзи за новинарите. Тоа е нешто невидено во држава, тоа прв пат се случи лани. И се покаже како добра практика, да. Да, меѓутоа практика која е субјект на понатамошно совршување. Супер, фантастичен почеток, се отвора судот званично према јавноста, меѓутоа се уште предмет на усовршување. Васко, со какви проблеми се уште се соочуваат новинарите во судското известување? Па добро, јас транспарентноста генерално на судот би ја поделил на формална, односно на суштинска. Во делот на формалната транспарентност, бидејќи разговаравме како е по помалите судови, би сакал да потенцирам дека има уште многу што да се направи. Помалите судови е чисто една обична проверка на интернет, односно на судскиот портал, може да открие дека, например, Скопска единица има објавено само 69 пресуди за првите 4 месеци од оваа година, а судот во Струмица, например, има објавено 455. Судот во Велес има објавено 360 месечини. Така што во тој дел и на објавувањето на пресудите и на пристапот генерално до судските списи, она што значи, например, секако тој прашање за кое што ќе разговараме понатаму до записниците од главните расправи, може да биде фокус на наш интерес. Би сакал да потенцирам дека јас имав конкретно проблеми, тоа ми се чини дека го послушав на една дискусија со решенијата за притвор за дел од пратениците кои што практично гласаа за уставните измени минатата година. Кривичниот суд ми одговори дека не постои формален начин во АКМИСот за да се анонимизираат решенијата за притвор, меѓутоа Врховниот суд по неколку месеци ги објави решенијата за притвор, односно одлуките кои што беа донесени, па јас се прашувам како е можно АКМИСот да функционира во Врховниот суд, а да не функционира во Кривичниот суд. Значи не станува збор за тоа дека не постои можност, веројатно постои, можеби треба да се надградат некакви модули во системот, меѓутоа во пристапот до самите списи јас реално имам проблем. Решенијата се уште не сум ги добил, имам одлука на комисијата, на второстепената комисија, доколку не одговори судот, имам право на тужба до управниот суд, меѓутоа не би сакал со тужби да ги средуваме работите со судот, туку тоа да биде на доброволна основа со добра волја, затоа што на крајот на краиштата имиџот во јавноста го креираат самите судови, односно судиите во таа смисла. Да, и да се вратиме на работата на судското медиумско тело. Една од првите реакции на нас од Советот беше токму за еден случај кој што беше поврзан со одбивањето на една обвинителка во случајот до 27 април, колку што се сеќавам, која што побара да се избришат снимките. Судија во тоа време доби впечаток дека различно реагираат судиите и новинарите. Како наоѓате заеднички јазик со оглед на тоа што различни ви се брзините? Вие некако се уште по инерција барате некаква процедура да се спроведе постапка, да се слушаат двете страни. Да, додека новинарите поучени од сопственото искуство и од она што го работат секој ден, сакаат одма и веднаш да се реагира. Вие бевте еден од тие кој што се залагаше за процедура. Со задршка, да. Да, јас немав намера тоа да го кажам, меѓутоа да, јас бев еден од тие кои што бараа да се спроведе постапка, можеби ќе го наречеме тој професионална деформација, и токму и во текот на соработката со вас ние ќе искристализираме начин на постапување во вакви слични случаи. Се уште сум на тоа мислење дека можеби требаше да се спроведе таа постапка, бидејќи за да се излезе во јавност и да се констатира некаква состојба, претходно треба да се утврдат факти. Без оглед дали станува збор за судска постапка или еден вид на неформална постапка како што е постапувањето во Советот, сметам дека можеби требаше тоа да се направи, но во секој случај во тој случај требаше и да се постапи итно и брзо за да се добие ефектот и тој беше постигнат. Така да Васко, нема да се согласиме. Таман работа, да. Во секој случај реакцијата за конкретниот настан, кога беа на наши колеги сниматели, им беше наложено да ги избришат снимките од нивните телевизиски камери, навистина не е за оправдување. Судско-медиумскиот совет испрати апел до Кривичниот суд, тоа не беше никаква осуда, не беше никаква стигматизација, да го расчисти случајот, односно да види зашто
конкретно станува збор? Ми се чини дека таму беше судијка Добрила Кацарска и ако добро се сеќам, сега не го знам конечниот епилог, меѓутоа ми се чини дека таму имаше некаква разврска. Оно што сакам да го Имаше веќе потенцирам, наредниот ден, Да. се беше во Така е. ред и нормално. така е, дури конкретната функционираше. обвинителка Ивана Трајчева излезе и даде изјава за медиумите по донесувањето на пресудите на првостепените пресуди за 27 април. Оно што сакам во овој дел да го потенцираме дека не само судиите, туку и обвинителите мора да се охрабрат да бидат достапни за јавноста. Што значи тоа? Во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција има десетина обвинители, веројатно сме виделе двајца во судница или тројца, не знам сега. Меѓутоа, тоа значи дека тој однос, колку е поблизок, толку пристапот до информациите е секако посигурен. Не постои простор од шпекулации, посебно во фаза на кривична постапка, каде што има, да речеме, фаза на истрага и така натаму, се сензитивни информациите. Кога ќе пристапиме кон некој обвинител, тоа подразбира дека јавноста сака нешто да слушне. Самиот обвинител веројатно знае каде е линијата, односно лимитот и што тоа може да каже, односно каде е црвената линија од тука па натаму дека е нели во фаза на истрага. Андреј, с оглед на тоа што сепак и односот кон камера подразбира еден извесен афинитет. Дали мислиш дека во тој дел обуките и на обвинителите и на судиите ќе им помогнат да се ослободат пред камерите, што значи и во односот кон медиумите, затоа што очигледно е дека се повеќе им е битно и на самите судии и на обвинителите да дојде вистинската информација до крајните корисници, а тоа се граѓаните. Или појасно кажано да бидат разбрани зошто некоја одлука е донесена така и кои биле нивните аргументи. Секако, Гордана, мислам, камерата представува јавност. Јавноста, освен во случаи определени со закон, е задолжително да биде на судењето. Значи, судењата се јавни, тие се отворени за општата јавност, освен во тие напоменати случаи. Ова што го кажувате вие, судијата како носител на третата власт, на функцијата, тој е должен да при изрекување на пресудата, бидејќи нели по целата постапка тој е само нем посматрател и тука само процедурално ги поменува странките доколку направат некоја грешка согласно постапката. Кога ќе дојде пресудата да се изрекува, тогаш е неговиот момент да завземе став и да каже како дошол до таа пресуда. Не зборам за шаблонизираните решенија кои копи-пейст ги прават во пресудата од кривична права, него зборувам за оние решенија кои судијата ќе подготви презентација, сме имале такви случаи, и ќе објасни, ќе долови на јавноста како тој ја направил ја донел таа одлука. Што е интересното? Овие обуките кои се дел од проектот што сега треба да се имплементира од страна на Сдруженијето на суди, во однос на зајакнување на капацитети на судско-медиумскиот совет, се насочени токму кон тоа. На практични вежби, каде новинарите ќе бидат суди, судите ќе бидат новинари. Замена на улогите. Замена на улогите. Тие ќе учат како да се носат со тој јавен притисок, како да бидат, да зборуваат со јасна дикција пред камера, како се пишуваат доколку некој новинар, бидејќи правото е на новинарот да поднеси барем за информации за јавен карактер и службата го доставува до одредениот судија. Како судијата да биде во можност да напише соопштение кое ќе биде кратко, јасно, без повредување на принципот на презумпција на невиност, туку да ги објасни случаите, да ги објасни хайлайтс на случајот, без да се повредат интересите на правдата. Тоа се обуките се насочени токму кон тоа. Од страна на новинарите, има ли отпор кај судиите за овој тип на обуки? Не, кај судиите за сега имаме само разбирање, бидејќи мораме да внимаваме. Таа е фела која првпат се отвора према јавност на овој тип на обуки. Новинарите се многу поагилни, јас за тоа им честитам нарочито на членовите судско-медиумскиот совет во однос на хендлање на тие кризи кои ги има. Мислам како имплементатор на проектот од Сдружение, јас сум импресиониран од сите членови.
Во однос на судите, ние треба да внимаваме таму, бидејќи прв пат ова јавност се отвора, прв пат ова јавност досега имавме затворено, каде судите беа многу строго дефинирани, не само ради самоволијата на одредени председатели на судови, него имавме и одредби во законот за судски совет, каде што за научна презентација или конференција судијата требаше да побара дозвола од судскиот совет. Замислете, 500 и нешто суди се во Македонија, требаше да побара дозвола од судски совет да може да учествува на расправата, што беше нонсенс. Преку овие проектите ние исто сакаме да ги адресираме и новинарите. Обуките на новинарите да ги запознаеме со правничкиот јазик, да ги запознаеме што значат термините за старување на кривично дело, што значат термините прекин, рокови за притвор, мислам, јас сум сигурен дека судиите никако Сакав само да дополнам, Гордана, ако ми дозволиш, дека имаме промени во тој дел на мајндсетот генерално на судиите, неколку светли точки од кривичниот суд. Конкретно судијата Добрила Кацарска ми се чини дека при изрекувањето на пресудата за Тенк, пораките што беа упатени генерално стигнаа до јавноста. Исто така и за 27 април. Тоа е она генерална и општа превенција меѓу другото, затоа што во крајна линија пресудите не се парче хартија кое што ќе стои во некоја фиока, туку тоа треба јавноста да го слушне и да го види. И многу ми е драго што се одважи дури и да бидат снимени, бидејќи секако тоа се избрани именувани лица на некој начин, третата власт во државата и треба да бидат храбри во таа смисла, да излезат и со лик и со пример во таа смисла, со образложување на пресудите, да покажат зошто тие донале таа пресуда како што ја донале. Имаше цитати, ако не се лажам, и од познати антички филозофи и така натаму, што дополнително го прави образложението на пресудата сосема оправдано. Да, сега во овој момент е се оставено на креативноста на судијата и нивниот однос кон транспарентноста. Но судија Андонов, колку судиите ги разбираат и ги сваќаат новите трендови, дека сега е време на модерна технологија, каде што повеќе од потребно е да се користат и социјалните мрежи и брзо да се реагира. Благодарам за прашањето. Јас и сакав да наметнам една тема. Ние често дискутираме и во Сдруженијето, а и во Судско-медиумскиот совет за употребата на социјалните мрежи и имаме колеги кои што се за употреба на тие технолошки алатки и имаме колеги кои што не се за употреба на истите. Секако тоа е судир на мислење кои што можат само да допринесат за да дојдеме до конечно решение дали или не треба да ги користиме тие и колку треба да ги користиме тие социјални мрежи. Структурата на судиите е различна, значи имаме суди различни по возраст. Тука станува збор за луѓе кои што имат различни афинитети, различни карактери и ние при тоа сите различно реагираме на тие нови придобивки во технолошките текови. Јас можам да кажам еден светол пример во регионот кој што одскоро го дознав, тој е еден судија на апелациониот суд во Белград. Мислам дека се вика презимето дека е Мајич. Истиот има блог, е доста читан и пред некое време дури издаде и книга, така да на тој начин тој се наметнува и во јавноста презентира своји мислења не само по однос на судиските работи, него и за општествените текови. Јас ги охрабрувам колегите судии да можеме и ние овде во нашата држава да направиме нешто слично. Секако тоа би биле можеби стручни блогови кои што би обработувале теми од суството. Затоа имаме доста примери и во западните земји, во Америка. Јас лично имам читано неколку такви блогови каде што колегите обработуваат теми од работата и при тоа се дозволени коментари и на лаици и на обични граѓани на тие теми. На тој начин самиот граѓанин гледа тој судија кој што го суди во предметот како размислува по однос на други теми различни од судиските. Така да сметам дека полека, но сигурно ние се отвараме кон тие технологии и понатаму сметам дека тоа е неминовно си да ги користиме. Тоа мора да станува збори за судовите, за нивните веб-сајтови да бидат доста пофункционални. На една конференција во Црна Гора јас имав можност да се запознам со
користењето на Твитер и на Фейсбук од страна на јавното обвинителство во Холандија, кое што се покажало како доста успешно. Ти има дури вработено лице кое што ги менаџира тие профили и преку тие профили јавноста се запознава со доста информации кои што се нужни за да функционираат. Андре мора обука од Холандија тука на јавното обвинителство, јас веднаш се заложувам. Да, и Не така одавна, ние новинарите имавме проблеми, дури и во однос на користењето на телефони во судница, сега за среќа тоа е надминато. Кои се идните планови на ова тело и на што сметате дека треба да работи? Прашањето до тројцата. Ајде, Андреј, повели да. Ќе почнам јас, па колегите ќе... Значи, Сдруженијето на суди на Македонија е целосно посветено спрема развивање на судско-медиумскиот совет. Ние навистина создававме нека нова институција на неформална соработка помеѓу судите и новинарите за теми од општествен интерес. Нормално дека и знаеме, свесни сме дека ќе биде прифатено со скепса, кај сите државни институции, бидејќи се што е ново, прво се зема со скепса, подоцна се пристапува кон ЕЧК, овие дечки имат нешто што да кажат. Веќе донесовме деловник за работа, донесовме стратегија за цели приоритети за до 2022 година на телото. Конкретно сега на нас прво превземаме baby steps, односно превземаме чекори прво кон иницијално овозможување на иницијална обука на судите и новинарите према темите кои претходно ги спомнавме. Со помош на новинарите ќе отвориме нови теми за дискусија и сакаме да видиме како телото влијае врз реформата на законодавството. Мислам, државата моментално се наоѓа во период на реформа на целосното законодавство, вклучително и кривичното законодавство, каде што засега имаме наша контрибуција према реформата на законот за кривична постапка, меѓутоа не сакаме да застанеме таму. Сакаме да инсистираме да се смени судскиот деловник и сите други тие кочници, да ги наречам така кажани кочници, законски и уредбени кочници кои не дозволуваат или го ограничуваат се уште со тие стари финти пристапот на јавност. Сега во овој момент присуството на камерите е сведено на 30 секунди на почетокот. Да, пред почетокот. Има какви се искуствата во другите земји и кое искуство може да се исползува? Да не биде значи присуството на медиумите на штета на судскиот процес, а сепак да се искористи и исползува се она што значи новитет и техничка можност за да се пренесе информацијата до граѓаните. И во кривичниот суд во Скопје праксата е, морам да речам, различна. Значи, се уште има суди покрај тоа што имаме уредни решенија од Врховниот суд, еве го судијата Горан Бошевски на пример. Значи, воопшто не ги почитува решенијата на Врховниот суд кои што нас не овозможува да направиме инсерти. Знаете дека во визуелни медиуми, посебно во телевизиите, вие морате со нешто да го покриете прилогот. Значи, не можете да ставате од зградата од надвор, кога веќе внатре имате судски процес со конкретни обвинети, обвинители, суди и така натаму. Од тука праксата е различна, има суди кои што тоа го почитуваат секогаш. Ние се стремиме се надеваме дека ќе биде овозможен американскиот, односно хрватскиот модел во кој што ќе биде една камера поставена во судницата, која што точно ќе биде ставена на одредена позиција, за да не попречува секако на судскиот процес, и при тоа сите медиуми ќе имаат можност делот од судењето и самото судење да го следат, да се приклучат кон таа камера и секако да ги добијат инсертите. Тоа ни е целта, се надеваме дека ќе го реализираме во догледно време, се надевам. Судија Андунов, сметате дека тоа е нашата иднина и дека ќе може да се случи наскоро? Да, апсолутно. Значи, јас се надам дека во можеби следната деценија веќе ќе зборуваме и за судски телевизии, како што има во некои држави. Тоа што го кажа Васко е и предвидено со деловникот, меѓутоа еве не е реализирано. Постоењето на можност за една камера која што ќе ја користат сите медиумски куќи е доста успешен проект во Соединетите Американски држави, на тој начин се внимава да не се наруши редот во судницата. Сега ме подсетивте, сега имаме една апсурдна ситуација во некои судови, каде што се дозволува, да кажеме, да се снимаат обвинетите, адвокатите, обвинителството, но не и судскиот состав. Не е ли тоа помалку
Апсурдно. Тоа е оставено на избор на колегите кои што постапуваат во тие предмети. Како што реков и претходно, и помеѓу судиите имаме различни личности, различни карактери, секој различно го восприема тоа. Можеби во тие случаи кои што ги вие споменувате, тие колеги не сакале да бидат снимани и тоа треба да се почитува. Верувам дека тие имаат сигурно добри причина заради кои што тоа не го дозволуваат. Меѓутоа тенденцијата е да овозможиме на медиумите да не видат и нас судиите. Тоа не е ништо страшно, бидејќи колку што знам на секој сајт на суд постои наша фотографија, така да не би требало Да. да... Не, кривичниот ги нема, може би веќе ги става, да. Тие изговори малку не држат. Имате ли впечаток дека по примерот на судиите и обвинителството се отвара? Во однос на обвинителството морам само да кажам дека пред неколку месеци беше донесена наредба од страна на републичкиот јавен обвинител за обвинителите да бидат потранспарентни во однос на прашање со новинарите и односно да споделуваат информации за конкретни предмети без да ги нарушат интересите на кривична постапка, што е навистина за поздравување. Сдруженијето на суди на Македонија сега почна првен да ги видиме како дали ќе успееме да го направиме судството, конкретно судите малку потранспарентни со обуките. Меѓутоа се приклучувам кон она што моите колеги денес го изразија, дека остануваме отворени за секаков друг вид на приклучување на други лица во составот на судско-медиумскиот совет, односно обвинители, адвокати и Има ли простор во овој дел да одиме и чекор понатаму, да бараме и отварање поголемо, да кажеме, на Советот на јавни обвинители, на Судскиот совет? Секако, тоа се клучни институции во клучни, правосудството, важни секако. Да. институции Да. кои што се има проблем неопходна. со транспарентноста. Имаме проблем со транспарентност, особено на Советот на јавни обвинители, затоа што имаат некаква веб страница, нешто се објавува, конечно преку проект ги објавија записниците, ми се чини дека за седниците за изминатите 2 години, за годинава не се објавени. Она што значи транспарентност на вистина, мислам дека не се почитува председателот на Советот кога сака дава изјава, кога не сака не дава изјави и така натаму, и тоа мора да се реши. Исто така и судскиот совет, се надам дека сега новиот состав, изменетиот состав ќе биде многу потранспарентен за разлика од претходниот. Во таа смисла морам да ги пофалам шефот на Скопското обвинителство и на обвинителството за шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, како луѓе кои што се заложуваат за транспарентност на овие институции, се секако природно затворено поради законот за јавното обвинителство, очекувам дека и тоа ќе се реши. За крај, како приказната за судско-медиумско тело да ја продадеме на Балканот и пошироко, бидејќи се присетувам за време на посетата на господинот Прибе, тој побара средба и со членовите на судското медиумско тело и една од првите работи што ја кажа на средбата е: сакам да слушнам нешто убаво. Веројатно во дотогашните средби бил навикнат и некако заради природата на работите да слуша лоши вести. Да. Прво морам да напоменам дека извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија, како извештајот на State Department за човекови права, го препознаваат судско-медиумското тело, што е првичен голем успех за нас. Такви референтни извештаи, кои се референтни не само за невладиниот сектор, како што Сдруженијето на суди, стручно здружение, ма сепак во делот на невладин сектор, туку и за самата влада на Републиката како во целост. Значи, тие документи се референтни. Тие документи го препознаа Судско-медиумскиот совет како нова позитивна институција. Нас останокот на Привес се сеќавам многу добро, бидејќи бевме заедно и се насмеавме на фактот дека тоа им фали на Европа, македонски искуство. Можеме да извеземе нешто убаво, тоа е тоа. убаво. И во однос на тоа, јас ако продолжи со ова динамика, нарочито со членовите, да продолжат со ова динамика на Судско-медиумскиот совет, јас гледам само светла иднина во однос на променување на целокупната слика на транспарентноста на судовите во Македонија. На вистина, почнавме фантастично, успеавме, имаме многу подобрувања за овој краток период на кој работиме.
се стремиме кон повеќе, се стремиме на поквалитетни, поиздржани законски решенија, да дадеме предлог, сега додека е реформскиот процес, исто како и да обезбедиме тренинг. За старт и за првични активности, мислам дека... И она што мислам дека е важно, а треба да го нагласиме заради јавноста, да не се свати погрешно дека судското медиумско тело се занимава со конкретни ситуации и незадоволство било од страна на новинарите или од судиите, затоа што за тоа нели постојат Советот на честа, Совет на комисијата честа, за жалби при Советот на етика за медиумите и така. Так, јас ви благодарам за вечерашното учество во Благодарим за емисијата. Да. Ова беше се за вечерва. Ви благодарам за вниманието, драги гледачи, со кое што не следевте. Се гледаме за 7 дена на истото место, во истиот термин, а вие останете со програмите на 1 ТВ и не го менувајте каналот.